Почитувани гледачи, добар ден. Време е за медицинско катче. Зимата не само што носи ладно време, носи и магли. Со маглата доаѓа и загадениот воздух. Како тој влијае врз здравието на децата и возрастните? Има ли начин некако да се заштитат? Како се прави разлика меѓу настинка и алергија? Има ли начин да се направи некакво испитување и конечно да се добие некаква дијагноза? Утрово на оваа тема околу загадувањето, меѓутоа и новите методи на детекција и испитување, зборуваме со доктор Татјана Баевска-Вучковиќ, субспецијалист по педијатриска пулмологија со алергологија од поликлиниката Биотек. Докторка, добар ден. Добар ден и до вас. Благодарам на поканата за гостување во вашата емисија. Ми представува чест и задоволство да представам новина од страна на групацијата Биотек, бренд кој што секогаш се труди да донесе новини во дијагностика со напредни технологии. И за се останато ќе разговараме што е поврзано со темите кои што ги споменавте. Ајде најпрво, бидејќи почнавте со новитетот кој што се нуди од овој месец во Биотек, а е поврзан нели со алергиите и со настинките и вирозите практично, станува збор за едно молекуларно испитување, меѓутоа ајде вие повеќе околу дијагностиката. Значи, Биотек лабораторијата веќе неколку години покрај класичните стандардните техники на лабораториски исследувања започна од пред неколку години и со воведување на молекуларна дијагностика во моментот за респираторни инфекции, општи инфекции, атипични организми и останати работи согласно дејноста во делот на гинекологија, на интерна медицина и така натаму. Меѓутоа, последната новина со која што започнуваме во дијагностика, станува збор за молекуларна алергологија, значи веќе и тестирањата за алергени ги покачуваме на едно повисоко ниво во однос на молекуларна дијагностика, која што има доста предности во однос на специфичност, на точност и станува збор за докажување на молекуларен алерген. Значи, во стандардните тестови го докажуваме целиот алерген. Например, кикирики, стрикно за кикирики. Меѓутоа, во молекуларната алергологија станува збор за главен алерген, кој што има сегменти од сите протеини, значи кои што ја создаваат таа молекула, и има екстракти од одредени протеини од главниот алерген, молекуларен алерген. Што е важно? Значи, важно е што се работи до најмалата молекула и затоа тестот се нарекува алерго-нанопанел. Значи, тоа ја опишува технологијата, со која што технологија ние доаѓаме до најмалата протеинска честица што ја има во потенцијалниот протеин за молекуларен алерген. Тоа ни дава голема предност, бидејќи некогаш со стандардните тестови не успеваме се да докажеме. Меѓутоа, оваа технологија дава можност ке пациентот да се дојде до најмалата честичка и докажуваме многу производи кои што во стандардни тестови не може да се направат. Тестот содржи 295 алергени. Значи, тука имаме главни протеини и екстракти од протеини. И многу е добро што тестот дава предикција и автоматски, значи, софтверот го обработува кои се позитивните докажани алергени, со тоа што се поделени на главен алерген. Главниот алерген е тој што ја манифестира клиничката слика ке пациентот, а екстрактите исто даваат клиничка слика, меѓутоа тие се со поблага клиничка слика. И затоа ке некои пациенти кои ќе кажат ке дојде есен ме чеша носот и така натаму, како примери кажувам, меѓутоа тестот дава точна предикција. Например, ако во семејството е некој со алергија, ако се двајцата родители, 70% детето наследува, ако едниот 50%. Значи по вертикала и по хоризонтала до трето колено се оди, бидејќи алергиските заболувања се со генетска предиспозиција. И сега кога го правиме тој тест, ние имаме пациенти, например, кај што ќе докажеме 1, 2 или само 1, меѓутоа имаме пациенти со полисензибилизација, тие се најголем таргет,
каде што посебно ке децата, па и ке возрастни, може да е храна, воздушно, може да се домашни некои миленици, лебарки, значи широк спектар има и дава толкување на тие докажани алергени. Така да во извештајот кој што го правиме, согласно резултатите, ние посочуваме дека ако, например, се докажани полен, трева, дрво и домашна грина, значи тој пациент може да очекува клиничка слика како алергиски ринит, алергиски конјуктивит, астма, може да има комбинација, доколку е храна, например, може да има атописки дерматит или екзема, народно кажано, понатаму може контактно да биде. Всушност, зошто е важен овој тест да се прави во рана возраст, па и понатаму во позрела возраст, бидејќи некогаш се менуваат алергените, посебно ке децата. Да, и може да се возраст на адултни. Да, ке децата храната доминира во првите години, па потоа нели инхалаторните. Меѓутоа, што е важно во целата таа приказна, да кажам, што ќе знае на што да обрнува внимание и да ги препознае клиничките симптоми доколку се манифестираат. Согласно тоа, постои соодветен третман, значи поблагите форми се третираат симптоматски со орални антихистаминици, инхалирачки кортикостероиди, меѓутоа може да има одредени алергени кои што може да предвидат да манифестираат животозагрозувачка состојба. Например, од до сега неколкуте тестови што ги имаме направено, ке одреден пациент, значи се покажа присуство на главен протеин на убот од пчела. А не знаел претходно дека Па не знае, бидејќи како дете не се сеќава дека бил каснат од пчела, меѓутоа тестот тоа ни го докажува. И кога ние го докажуваме тоа, значи во препорака даваме и го запознаваме пациентот дека тој има потенцијална опасност од животозагрозувачка состојба, дека треба да има епипен со него и одредени нели други како хистаминик, синопен за нешто локално. Така да тоа е предноста каде што ние имаме одредена предикција. Тоа со ниеден друг тест не може да се предвиди, меѓутоа тука има значење во тој дел што ние однапред на пациентот му сугерираме. Исто така тестот на молекуларно ниво докажува и вкрстени реакции. Например, ако е некој алергичен на бреза, поленот на бреза, например, е сличен со одредени храни, например, морков, праска, така да некој ќе јаде некогаш праска, ќе осети чувство на тој орален синдром, нели, печење во устата, јазикот, чешање на непцата, никогаш нема да помисли дека е алергија во прашање. Така да палетата која што е од 295 алергени на вистина е голема, меѓутоа значајна и е препорака секој кој што во семејството има дали е манифестирана клиничка слика или некој близок некој има симптоми, пожелно е да се направи посебно заради превенција во однос на избегнување на животозагрозувачки состојби. Околу самиот тест се прави, предпоставувам, преку крвна анализа и за колку време се добиваат резултати? За 24 часа имаме ние резултат. Секој кој што е упатен нели од својот лекар треба потоа да се истолкува тој тест, да се даде извештај, меѓутоа има и пациенти кои што сами нели одат да си побараат анализа да се направи. Тогаш во тој случај јас нели како педијатар пулмоалерголог, алергологијата е од 0 до 100, значи исто е тоа во однос на клиничка слика и така натаму, различни се дозите, значи се дава извештај, консултација нели со пациентот со готов резултат, се дава извештај и понатаму се следи како ќе има развој. Што е интересно во алергологијата? Например, атопискиот марш почнува со 2 месеци бебе, со црвени образи, груба кожа, се чеша. Значи тој атописки марш кај што ни дава сигнал дека има детето генетска предиспозиција за алергија. Понатаму во животот, дали ќе докажеме храна, дали ќе биде воздух, дали ќе биде маче, куче, лебарки, значи што ќе биде тоа гените што проектирале никој од нас не може да знае. Јас имам пациент што никогаш немал алергија, никогаш немал симптоми на течење на нос во пролет и така натаму, меѓутоа на 40 години оди во природа
и добива буквално напад на кашлица што не може да престане да кашла. Вика, не сум болен, немам температура. Доаѓа, имаме анамнеза, нели, податоци за пациентот, клиничка слика, тестираме, ние докажуваме алергија. И тој се чуди, вели, па како може, јас имам 40 години. Значи, гените проектирале дека тогаш треба да се развие клиничката слика. Спомнавте бебе, има ли некаква долна граница кога може да се прават овие молекуларни тестови или од самото раѓање практично на новороденчето може да се направи? Од прилика некаде од ке 6-тиот месец веќе може да се земе, бидејќи тестот може и од крв, така, од прст, нели, да биде, и досегашните тестови ке нас инвитро што се може да бидат од прст. Значи од 6 месечна возраст може. Претходно, тоа што е доено бебе, значи добива храна од мајката и веќе има некоја си сензибилизација, меѓутоа со секој нареден контакт може да биде тоа поизразено, посебно кога ќе почне веќе да ги прима вкусовите, тоест храна да се воведува ке детето. А она што се манифестира веќе на 2 месеци, значи тоа е од најчесто докажуваме протеин на кравјо млеко, бидејќи тоа само прима како адаптирано млеко и точно знаеме дека ако манифестира атописки дерматит, воглавно е протеин на кравјо млеко, меѓутоа од 6-тиот месец натака веќе може и да се тестира. Предноста на инвитро тестовите е што се безбедни, нема опасност од системска реакција, за 24 часа ги добиваме и предноста на овој тест е специфичноста и високата сензитивност за докажување на молекуларен алерген. Докторка, за тестот, мислам дека им оставаме на гледачите и на вашите пациенти да решат кога е вистинскиот момент да го направат. Околу вирозите, гриповите, настинките и загадениот воздух. Се уште немаме магла време во нели, се уште за среќа имаме сончеви периоди, топло е. Меѓутоа загаден воздух има Скопје и во текот на летото, и есенските денови, меѓутоа еве зима почнува и сезоната на грејење. Колку загадениот воздух има влијание, бидејќи сте педијатарка, и децата, па и кај возрастните? Статистиката вели дека дури може и смртни случаи, нели, фатално да завршат. Како е кај децата, бидејќи се сепак помали? Да. Тоа е страшна една состојба која што не засега сите, значи од најмала возраст до најстара, секако највулнерабилна група се најмалите, бремените жени и возрастните лица кои што имаат хронични заболувања. Бидејќи ние не може да го избегнеме тоа, а препораките, например, во зимани се, посебно за предучилишна, училишна установа, без разлика установи општи други во домашни услови, дека треба да се проветрува. Меѓутоа што ни се случува? Ние наместо да проветруваме, внесуваме загаден воздух. Значи во однос на претходно што зборевме за алергиските заболувања, ке нив на пример баланс е многу битен имунитетот и воопшто за сите други. Меѓутоа кога има пат на имунитетот, се поизразени тие клинички слики во однос на инфект или, например, загаден воздух. Ке сите оние пациенти, дали е дете или повозрасен, кои што имаат респираторни симптоми или некои други хронични заболувања, и такако загадениот воздух ја влошува основното заболување. Сето тоа прави компликации, изискува долги лекувања, изискува хоспитализации, отсуство на децата од училиште, и сето тоа долгорочно може да има последица, бидејќи тој загаден воздух прави иритација. И, например, ако вие сте алергични или имате вироза некоја, тече нос, нели, кашлица, кивате, ако излезете надвор и сте подолго време во период кога има најголема загаденост, таа клиничка слика вас ќе ви се влоши. И сето тоа влијае, значи, на долгорочно на оштетување на таа слузница, ке помалите, например, побрзо се регенерира, меѓутоа ке повозрастните многу поспоро ке направи компликација и го менува многу квалитетот на живот. Така. За да се заштитиме, единствено нешто во моментот, нели, првично се антихистаминици.
спреови, претпоставувам како втора опција. За загадениот воздух? Не, зборувам, да, општо. Колку долго може да се прима еден антихистаминик и како може едно дете да се заштити во текот на зимата? Значи, во однос на инфектите, кога станува збор, значи во периодот есен-зима, доминираат вирусите, респираторните вируси, посебно ќе предучилишната возраст, во училишната и во предучилишна има бактерии, меѓутоа ќе школските деца, зборам основно, средно, почесто може да има бактериска, меѓутоа вирусот е неизбежен, бидејќи со едно кивање може петорица во околината веднаш да го префатат. Значи, што е превенцијата? Превенцијата е одржување на лична хигиена, често промивки на носот со солен раствор, одржување на добар имунитет, меѓутоа нашата реалност во градинка кога се 30 деца просто е невозможно да се спроведе тоа. Надвор да ги извадите имате загаден воздух, така да сме во еден зачаран круг што веќе низ години ни се провлекува, нешто посебно да се промени нема. Има прочистувачи на воздух кои што може да се користат и е пожелно во училници, во градинки, во домашни услови, на тој начин може да се постигне некое проветрување. Ке малите деца до 5 години 8 до 10 епизоди во есен-зима се нормални, бидејќи близо контакт, мали се, чести се појавите. Над 5-та година веќе се изречуваат тие состојби, меѓутоа и овие што имаат алергиски заболувања и тие се атакувани од тој загаден воздух. За хроничните заболувања кажавме, така да нивото треба да биде на друг начин, да кажам, манифестирано, системски треба да биде, бидејќи уназад ние неколку години веќе сме со оваа проблематика, нешто посебно, освен како изолирано или сопствено да биде организирано, нешто посебно немаме вака системски направено. Така. Пак ќе ве вратам за децата кои што имаат алергии. Колку време можат да примаат антихистаминици за да се заштитат, за да не, нели, покрај вирозите да има Значи, според проценката на лекарот кој што си го води детето, зависно клиничката слика, интензитетот на тие симптоми, значи најбезбедно средство е спреј во нос, инхалирачки кортикостероид, кој што го намалува отокот на слузницата, секрецијата, ја намалува. Тука немаме некое стрикно ограничување, бидејќи тоа е локален препарат кој што може и целогодишно да се користи и прави превенција. Значи, кога имаме ние докажан пациент со алергија, ние не го лекуваме, туку го превенираме. Пред да почне сезоната или целогодишно ако е, се дава совети како да се користи. Терапијата воглавно иде со инхалирачки кортико, имаме инхалирачки локални антихистаминици и тие многу помагаат. И комбинација инхалирачки кортикостероид со антихистаминик и на крај оралниот антихистаминик. Например, кај алергија на храна, одиме само со орален антихистаминик во одреден период колку што треба согласно клиничката слика и согласно докажаниот алерген. Аке инхалаторните, ако е сезонски, значи тоа е обично пролет и доцно лето со рана есен е втората сезона, тогаш во тој период се ординира. А ако е целогодишен, тогаш прима целогодишен. Што зборува вашето искуство? Имате долгогодишно искуство во оваа област. Ние некако јавноста има печаток дека последниве години се почести се алергиските реакции. Посебно, дали е причината загадениот воздух или едноставно намален имунитет кај подмладокот? Последните години на високо трето место стојат алергиските заболувања. Ке децата 35%, значи од патологијата што има, па и ке возрастните е на основ на алергиско заболување. Тоа е тренд во пораст, пред се во урбаните средини и се должи на тие основни параметри што секојдневно ги спомнуваме: загаден воздух, нечистотија, загадена почва, голема урбанизација, помали зелени површини, отсуство од престој во природа на отворено, трендот на живење ни се промени, повеќе не има помолови, помалце во природа, здрав начин на исхрана и таа храна колку е здрава веќе и тоа е под прашање. Така да сите тие фактори, стресот
Стресот е еден од најважните тригери за пат на имунитет, меѓутоа и манифестација на појака клиничка слика во однос на алергиско заболување, така да сите тие состојби како тригери се да го нарушат имунитетот и кога имаме нарушен имунитет или намален, тогаш имаме супер подлога и за вируси, и за клиничка појака слика на алергиските заболувања, така да целокупниот процес на живење треба да даде квалитет на живот. Доктор Вучковиќ, за крај на интервјуто една препорака не само до вашите пациенти, туку и до гледачите на Слободен печат, што треба како превентива да се направи пред да почнат магливите денови? Солен раствор, нели, спреј на солен раствор, секогаш треба секој од нас да го има со себе, во однос, нели, на престој на отворено, кога ќе дојдат баш оние денови на висока загаденост, се даваат и препораки за, ако нема потреба да се престојува на отворено, да не се престојува. Посебно кажавме, тоа се однесува за ранливите категории. Добра исхрана, престој во природа, физичка рекреативност, сето она што би го билдало имунитетот за да може да се одбрани од сите овие причинители кои што ние за жал не можеме реално да се одбраниме. Почитувани гледачи, ова беше доктор Вучковиќ од приватната поликлиника Биотек. Се надевам дека добивте корисни информации пред предстојната зима. Вие останете со програмата на Слободен печат, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.